Добар ден, криптоентузијасти, каков интересен ден на популарно барање на целата заедница, верувале или не. До нас тасаа некои интересни изјави како јас сум сомнителен лик. Еве, денеска како сомнително лице, вакво небричено, небањато, нели како што не нарекуваат овакви што има помали титули, што не се доктори на науки, што не се во влада, ме разбирате. Еве, јас таков со моето скромно познавање, денеска ќе пеглам еден доктор на науки кој што очигледно немал па паметна работа, па пишувал нешто што не требало да пишува, како и да е, ние со факти, како и секогаш, ќе објасниме некои интересни работи на пошироката јавност на Македонија, затоа што очигледно вакви фаци не знаат што зборуваат и затоа мораме да го правиме овој материјал. И уште една, значи, денеска бев посебно, значи, инспириран од една изјава од уште еден стручњак. Значи, пред да почнеме со докторот, да погледнеме што има да каже еден многу познат стручњак во Македонија. Значи, само напомена, еднаш бев исконтактиран од Дечково, пред да бидем исконтактиран, луѓето кои што гледаат мојот канал ми известија за неговиот мастер-клас и како се наплаќаат 200 евра за да им каже што е тоа биткоин, така, значи му плакате 200 евра и он ви вика тоа е биткоин, инвестирајте во биткоин и во дочкоин. Така, тоа се неговите мастер-клас. И сега не знам, некој го прашал негде, не е ни битно, но еве ќе се посмееме како заедница, значи морам да го споделам. Многу од луѓето ми замерија, да, македонец за македонец, но кога некој наплаке 200 евра на македонскиот народ за да му каже што е тоа биткоин, а кај мене на каналот има 1300 бесплатни видеа, достапни за секој македонец, за многу повеќе од биткоин, не може да ми кажете дека треба сега јас ова да го игнорирам. Се разбираме. Од друга страна, јас воопште никош не сум му пристапил на Дечково. Ја не знам Дечково кој е, се разбираме. Ја од него знам од тоа што ми праќаат материјали и некои смешки да се посмееме како се прави анализа на Дочкоин, ако ме разбирате, и некој му поставил да кој праша, немам ни појма, ни кој се луѓе ни каде, значи толку небитна работа, ама еве ќе се посмееме. Чисто за да имате контекст на тоа што се случувало, затоа што Дечково од Неготино или од каде од Кавадарци, очигледно има нешто да ми каже. Криптогамичи, наравно. И криптогамичи. Тоа го имам знае. Ја го бев поканил чисто најферески за да дојде на мастер-клас, мислам на лайв, да направиме еден лайв и се... Да дојде на мастер-клас. Значи, не заборавајте, он ме беше поканил на мастер-клас да дојде. Беше испонашал многу некоректно и од тога стана имам сопрено, мислам со таков тип на луѓе неќам да бидеме у комуникација. Јас се бев испонашал. Ајде да видиме што било понашањево и да видиме кој е тој што се понаша, значи повторно јас секогаш оставам на вас како гледачи, нели, да одлучите што работам јас, што работат другите. Секој од вас има демократија да одбере што сака да прави, никој не ви брани, вие слободно може да дојдете на мастер-клас кај типот. Еве да видиме која е единствената комуникација која што јас и он сме имале, значи од тогаш ја единствено онака на зезање, затоа што пак за разлика од Дечко понашал, ние сме растени на мал, ова кај нас е, нели, интересно да се насмееме, само не сите го сваќаат тоа, како и да. И нема потреба, јас воопште не ми се потребни вакви луѓе. Но еве чисто за транспарентност. Ова е единствената комуникација која јас и он сме имале. Здраво, најпрво да ти се благодарам за посветеноста. Многу луѓе ме прашуваат за тебе, а се немаме запознаено. Значи, гледате, не ме прашувале мене за него, го прашувале него за мене, така. Значи, ја немам појма кој е Дечково, така. И добро, јас на ова му одговарам, значи, нели, јас сум се бешев испонашал. Само момент. Еве што имав да одговорам, че тоа е единствената комуникација што некој што имал и немам што повеќе да кажам на човеков, освен вака да се дрибламе на видеа, пошто е интересно, нели? Добар ден, интересно што ти ми пишуваш мене. Искрено имам проблем со луѓето кои наплаќаат на македонскиот народ за да ги научат некои основни поими од криптосветот, а сето тоа може да биде најдено на интернет бесплатно. Дополнително, луѓе како тебе се причината поради која што толку посветено работам. Така да не мораш да ми се заблагодаруваш. Изгледа јас треба да ти се заблагодарам тебе. Сега изгледа втор пат треба да се заблагодарам. Фала брат што ме правиш популарен. Не знам дали ти е паметна идеја да направиш видео со мене. Туку ти продолжи да си продаваш, што и да продаваш, а јас ќе продолжам да се трудам ти да немаш на кого веќе да продадеш.
таква соработка повеќе ми се допаѓа. Тоа е единствената соработка која што јас и дечкото сме имале. И да не заборавиме многу битна работа како се тоа заврши. Знаете дека јас си го викам Тесла, во тој момент се заебававме за некој друг, исто така стручњак во Македонија, во тоа време ги викавме Мерцедеси, но како и да е. Тие што се нашиот канал знаат што зборувам и еве ни го нашиот Тесла, како он ме следи мене, не јас него, но еве чисто ради транспарентност, дојде ова до мене, па морав да споделам, да видат луѓето каков тип на комуникација сум имал со дечко што не знам ни кој е, се разбираме. Така да, брат, не е убаво, значи, ако не те бива за дриблање, уопште не почине, разбираш, така. Тоа е се што имам да кажам, че нема што да разговараме. Он мене ме викал на мастер клас. Брат, за што ќе разговараме ја и тибе, брат? За дочко или ќе разговараме? И пак ќе кажам, значи, не би го правил ова ако вакви глупости не излегуваат. Но кога веќе мора, така. Па кога се мора, вака опорика стоат работите, а натаму вие сами одлучите си. И сега да преминеме на господинот Трајко Славевски. Од сега натаму попознат како Тале на нашиот канал, затоа што не можам да му го изговарам целото име и не бите не, за да му го изговарам како и да е. И сега овдека дечкото издвоил своето драгоцено време како професор на економскиот факултет во Македонија, кој што јас длабоко го ценам, значи јас на вистина тоа беше една од работите кои што се двоумев помеѓу правен и нормално економски факултет. И сега не знам како дечко е таму професор, че стварно не знам, за економскиот дел нема ни да навлегувам. Тука ќе се држиме само до статијата која што ја напишал, како што велат што сум дигал рака во вторник. Значи не може брат да пишеш некои работи што не си ги проверил. И овдека Дени, кој што многу го почитувам, тоа е еден од нашите да речем долго годишни следачи на каналот, значи се обидел да му објасни дека можеби треба да погледне некоја друга перспектива, се разбираме. За дечкото на крај да му каже за мене дека јас сум бил сомнителен лик. Брат бе, како не можам да рачекам сега, стои. Прво ми направил subscribe. Зошто правиш subscribe на сомнителен лик? Па нели стварно? Ако сум сомнителен, зошто ме гледаш уопште, така? Втора работа, од што сум јас сомнителен? Затоа што имам факти постојано за тоа што го зборувам. Мислам, ако може некој да ми објасни што е сомнително во кај мене, многу би сакал да знам. Но еве чим сум јас сомнителен лик, ние денеска на господинов што е, нели, PhD, јас со моите мастерс дегри, со правосуден, како полуписмен, небричен, небањат, нели, очигледно дечкото е доктор на науки, јас ќе се обидам, може ја нешто знам, ќе пробам, значи ќе пробам, не викам ништо, нели, неговите аргументи да ги побијам со мои аргументи и да видиме господинот PhD, тако звани Тале од сега на нашиот канал. Од сега ти мораме Тале и Пеце да ги користиме како да речем маскоти на нашиот канал, со оглед на фактот дека дечкото значи нема појма што зборува, а дали се налути ново или не, тоа не е мој проблем. Се разбира, на крајот од денот јас само кажувам што некој зборува на пошироката јавност и ваквата поширока јавност, за жал, само да видиме дали има преглед, за жал не пишува. Многу 4666 луѓе добиле сосема погрешна информација за тоа што е крипто. Се разбираме? Значи, како да ви објаснам, од вакви диносауруси Македонија е на левел на целосна неписменост во однос на криптосферата. Од вакви диносауруси. И сега јас тоа ќе го образложам. Дали се вреѓате или не, тоа воопшто не е мој проблем. Значи да ви кажам на крајот, нели? Кога имате, па ќе кажам, пар доле да напишете вакво нешто, треба да бидете спремни дека некој ќе ве критикува. Така да јас искрено ви кажам, право, дури веќе немам ни доволен број овдека, до 6 ми оди пегла, ова ќе треба денеска на 7 да го правиме. Ајде, ќе пуштиме до максимум, па сега колку оди. Знаеш. Сега, ќе почнеме понес, значи, како што кажам, јас со мојата скромно знаење за крипто. Првиот момент, вика, сега, нели, ќе морам да го читам вас, затоа што очигледно, нели, мора да видиме што се случува. Шпекулативни размисли за биткоин. Точно, брат. Многу добро го ставил насловот. Да, брат, шпекулативни. Значи ти освен шпекулации, ти буквално немаш ниту една информација. Една информација има точна дека биткоин е над $100,000. Тоа е единствената точна информација која што ја најдов во целиот текст. Сега вика вака. Препоставувам дека лицата кои инвестираат, добро, сега ова реално е дел доле, нема поента да го читаме, ова е само како вовед, истото е напишано во делот на текстот, ќе почнеме нели кога што почине самиот текст. Да се разбереме. Биткоин и другите така наречени криптовалути не се пари. Не успеа првичната замисла на либертаријанските татковци за
стиснување на современите видови пари со пари кои ќе почиваат на централизираната контрола. Добро, овдека во овој контекст, затоа што така ми е припремен, ќе го прочитаме чисто да видите, нели, дел по дел го анализираме текстот и даваме, нели, соодветни против аргументи. Претпоставам дека лицата кои инвестираат во поседување криптосредства се со повисок степен на интелигенција. Втора работа што ја признам од просечниот граѓанин. Исто така сум уверен дека голем број од нив се свесни дека се работи за пирамидална понзи шема, која кога ќе дојде судниот ден, ќе се распрсне како меуро сапуница и за многуина ќе заврши со солзи. Ајде да видиме како изгледа оваа сапуница. По се изгледа дечкото не си прочитало собствениот материјал. Чисто да видиме. Значи да видиме у последниве од 80-та година наваке, тоа се последни 40, да речем, неколку години, 44 се извинувам, да видиме, нели, колку кризи и кои кризи од нив се финансиски кризи поради корумпираниот монетарен систем. Вика, мексиканскиот дефолт, односно Мексико очигледно не можел да си го плати собствениот долг. Така, Black Monday, пад на берзите, ова е Dow Jones, или тоа е традиционалниот, нели, индекс за индустрија во Америка, повторно дел од традиционалните финансии. Значи, United States S&L crisis, повторно финансиска криза, Латинска Америка debt crisis, не една, току повеќе држави прават дефолт на собствениот долг, Мексиканскиот песос crisis, повторно имаме ситуација во која што имаме инфлација на мексиканскиот песос, European Monetary System crisis, повторно, погодете што е криза, мислам, ви кажува самото име, Европскиот монетарен систем е во криза, и сега продолжуваме. Руски дефолт, азиска финансиска криза, аргентински дефолт, глобална финансиска криза предизвикана од банкстерите, нели, дечкото кој што ги проучува очигледно и не сака да каже кој е виновен за сите овие кризи. Значи во последниве 44 години сите кризи биле предизвикани од што? Од финансиски аспект на традиционални финансии, од корумпирани банкстери и корумпирани министри за финансии, како што дотичниот бил едно време. Се разбира, значи пак, сега не викам дека он е корумпиран, не знам, не ме интересира, не ни знаев кој е дечкото, додека мене не ме спомна дека сум сомнителен лик. Че сум надвор од Македонија повеќе од 12 години, искрено немав ни појма кој е човеков, додека некој не ме стави дека јас сум сомнителен лик, така. Како и да е. Значи, овие несомнителниве, очигледно, 44 години наназад, значи ги предизвикале од сите овие 10, само една не е предизвикана, и тоа овдека половина, затоа што јапонскиот земјотрес и цунами, значи, од 2011 пола од кризи биле од страна на традиционалните финансии, а половина поради земјотрес и цунами. Значи, кога ќе видиш вака наназад е 2019, значи од последниве 15 финансиски кризи, две биле поради природни непогоди. Другото било поради банкстери, така. Сега. Значи, биткоин е понзи шема, така. Значи, пошто биткоин е понзи шема и нели да видиме сега како прилика изгледа, ова е моментално значи тоалетната хартија која што јас сам рекувам $1, значи секоја од овие тоалетни хартии си има различна боја, а тоа е нејзината вредност. Тоалетна хартија. Дури мислам дека не е ни згодна за бришење, да ви кажам право. Зошто го велам ова? Еве како изгледа моментално додавањето на нови банкноти, односно нови капитални средства во фиат на пазарот. Че ова е M2 Money Supply, односно количина на пари кои што се испринтани и пуштени во употреба од Федералната резерва на Америка. Пошто нели биткоин е понзи шема, се памтете го. Значи они буквално пуштаат колку сакаат пари во употреба и никој не може да ги запре. Ниту па треба може да им каже не го правете тоа или доволно е, така. Дури и ги тераат да продолжат да го прават тоа. Пошто не е само мурика, значи овдека да не забораваме дека и Европската унија, еврото. Значи еврото моментално се принта како да нема утре. Што значи дека вие постојано добивате девалуација на вашата валута поради постојано принтање на централните банки. Ама биткоин е понзи шема, така. Значи тоа што овие имаат целосна неконтролирана како да кажам, памп фаза на принтање како да нема утре постојано, не. Тоа не е понзи шема, се разбира. Значи, тоа што имаш централизиран ентитет кој што принта колку сака пари, не, тоа не е понзи шема. Понзи шема е биткоин, така. Но ќе стигнеме и до тоа, не се секирајте. Јапонскиот M2, значи еве најголемите економии кон кои што ние се стремиме, нели, тоа е западниот свет, тоа се оние највисоките, најмодерните, најфинансиски стабилните земји или пак да видиме дали е тоа така. Јапонскиот јен, истата ситуација, принтаат надвор од контрола. Канада или канадскиот долар, принтаат надвор од контрола. И сега ако продолжиме овдека, ќе го видиме истото.
и кај Обединетото кралство, и кај сите економии во светот. Не е битно дали биле источни, западни, не е битно. Сите принтаат како да нема утре. Што значи дека они постојано ја девалуираат вашата валута. Немој да мислите дека нашите се поинакви. Вика, сега нели овие што се северџанистани, вика северџанистанскиот money supply. Како оди нагоре? Исто како останатите. Се принта како да нема утре. Умеѓу време, најголемата финансиска империја на светот, ние нарекуваме Мурика на каналот, е 36,1 трилион во долг. Чеки, стој сега. Биткоин е понзи или зелена тоалетна хартија и најголемата финансиска империја во светот е понзи? Не знам, еве, јас, например, како прости, не едуцирани, ја не сум завршил економски, јас таков прост правник со нели магистарски правосуден, еве, јас не се разбирам, вие сами утврдете, значи 36,1 трилион е во долг Мурика, најголемата нели финансиска сила во светот. Да не забораваме дека не е само Мурика, дека Канада исто така е 107% од вкупното бруто домашно производство на земјата е во долг, со тоа што Америка е 123%. Значи, она 123% од целокупното производство е во долг. Така. И не заборавајте, да видиме кај се другите земји кои што ние се стремиме. Тоа е Мала Британија со 101% од ценото, нели, бруто домашно производство, Франција, се извинувам. Северна Афричка колонија, така наречена Франција, 110%, Шпанија 105%, Италија 134%, единствено Германија не е толку, со само 62%. Значи малку повеќе од половина од целокупното производство на државата за да го плати самиот долг. Значи, нели, не, биткоин е понзи шема, течки, мислам дека е јасно. Да не заборавиме, еве како изгледа моментално девалуацијата. Значи, ова принтање пари што ние го зборуваме, еве како изгледа откако истите овие банкстери, предводени од професори на економски науки најчесто, откако одлучија, значи доку паметни се, ме разбирате, што во последниве 100 години одлучија дека не треба да имаме златна резерва, затоа што на тој начин можеме да принтаме колку сакаме пари, така. И еве како изгледа, значи, неконтролирањето принтање пари во најголемите економии во светот, каде што доларот моментално е девалвиран во последните 100 години до 1% од неговата вредност од пред 100 години. Така, значи моментално пред 100 години колку сте можеле да купите со $1, сега може да купите 99% помалку со истиот тој долар. Истото го гледаме. И кај фунтата која што е моментално 99,9% девалвирана. Значи они биле многу поуспешни дури и од доларот. Со тоа што еврото се уште нема доволно време да испринтаат да дојде, но верувајте ми, како што може видите и сами, и понатаму се движи во истиот правец. Односно, ова е вредноста на тоалетната хартија во различна боја, дали е зелена, дали е плава, каква сакате, наспроти вредноста на златото. Што значи дека ваквото принтање на пари носи до што? До постојано девалвирање на вашата валута. Овдека е и денарот. Затоа, онаа магична сила која што од година на година ви дозволува се помалку да купите со вашиот денар, е благодарение на овие економски професори кои што многу ја разбираат, овие банкстери кои што многу ја разбираат и не ви го објаснуваат тоа. Ова е нешто што треба да се учи во средно. Ова не треба да одите вие на факултет по економија за да го научите. Ова треба во средно. Значи во прва година средно треба да се учи што е инфлација и како банкстерите го прават ова на секојдневниот граѓанин. Еве како изгледа вредноста на доларот уште од 1910 година до моментално 2020 година. 1%. Значи успеале да девалвираат вредноста на доларот, кој што е глобална резервна валута, не го заборавајте тој дел, до 1% од неговата вкупна вредност од пред 100 години. Нема, не. Биткоин е, брат, биткоин е, значи понзи шема. Ајде да видиме биткоин сега. Значи, за разлика од тоалетна хартија во боја, која што може да принтате колку сакате, биткоин не може и никогаш нема да биде произведен повеќе од 21 милион. Така, затоа што ова е веќе програмирано во самиот код на биткоин и никој не може да го смени. Е сега, чисто ќе ги споредиме, за да видите оприлика како тоа изгледа, со тоа што еве како е инфлацијата моментално. Значи, за разлика од стандардните валути, каде што ние постојано имаме инфлација, и инфлацијата горе-доле ја држат стабилно и ви кажуваат дека 6% инфлација е нормално, тоа е таа економска фела која што моментално не води нас, така, со тоа што инфлацијата на биткоин во последниве 10 години, да речем 14 години, од 2011 година, погледнете колку паднала. Моментално е 1,6, не е ни толку, најновиот апдейт. После последниот халвинг е дека инфлацијата на биткоин моментално е 0,8%.
помалку од 1%. А вас ви тресат некои зелени дека 3, 4, 5% инфлација била нормална работа. Намалување на вашата куповна моќ на годишно ниво од 3 до 4% била нормална работа. Не е. Тоа само ви го кажуваат дека е така затоа што немате алтернатива. Но тоа ви кажуваат затоа што алтернативата е тука. Но нив не им одговара вие да го знаете тоа. Еве како изгледа инфлацијата на биткоин. И ова е нешто што вие не може да го смените. Се разбираме, че ова е компјутерски систем кој што заштитен од милиони компјутери. Еве да ги споредиме. Значи да споредиме биткоин и тоалетна хартија во боја која што е понзи шема за разлика од биткоин. Каде што биткоин има механизам, алгоритмички, поддржан од милиони децентрализирани мајнери низ целиот свет, кои што се грижат оваа мрежа да биде целосно безбедна и никој никако не може да ја нападне. Имаме соодветни видеа, погледнете го видеото каде што разговараме за биткоин против војна, кое што ќе биде оставено во дескрипција на ова видео, за да видите детално се што треба да знаете околу заштитата на биткоин која што е непробојна. Нема ништо на светот моментално кое што може да ја уништи оваа мрежа. Точка. За разлика од тоа, тоалетната хартија во боја може да си ја принтате колку сакате. Сликичи си се менјаваме, така. Сега, вика, биткоин е без граници. Значи, биткоин може да пратите на било кого, било каде, во било кое време, во било која количина, на никога треба да објаснувате и тоа се случува за жал. Биткоин е малку, да речем, постара технологија, што значи надвор од контрола и надвор од било каков тип на бан, на не можете, на од кај ви се, ништо тоа не може да ви направи. За разлика од тоа, парите, пробајте да поминете во аеродром со повеќе од 10.000 евра и да видиме како ќе си поминете. Или пробајте да поминете граница со повеќе од 10.000 евра и да видиме како ќе си поминете. Значи, јас ќе ја запамтам фразата од 25 збора, ќе поминам граница со 5 милиарди долари, а вие пак ќе кажам, земете 10.001 евро и пробајте да поминете граница. Само толку ќе ви кажам и тоа е се што треба да знаете за тоалетната хартија во боја. Значи, биткоин е целосно безбеден, како што кажав, има огромна мрежа од компјутери за кои што нема да се објаснуваме овдека, тоа сме го објаснувале милион пати на нашето видео, а Тале ако сака и го гледа ова видео, има кај нас материјал, повели брат, значи од првото видео па натаму, се ќе научиш брат. Се ти кажам 0 евра по македонец. Некако студентите кои што плаќаат по колку плаќаат сега 500-600 евра за година у економски 0 евра брат, се бесплатно. Се ќе научиш. И тоа не мораш да кажуваш, немој ко Тесла и ти брат да правиш subscribe. Немој, ќе те видат. Ништо не прави subscribe. Гледај ме без subscribe, никој нема да ти замери. Се ќе биде уред. А Fiat вика е insecure. Не знам зашто вака пишале, стварно брат. Не знам дали оти може да го принта секој, дали може да го копира секој. Не може брат тоа кај биткоин за жал. Вика биткоин плаќањата се 100% автентични, односно не може да бидат два пати искористени, нема никаков тип на значи едноставно вие не можете да правите никаков криминал. Тоа е уште една од работите кои што ќе ги спомне подоцна, дека бил користен за криминал, те молам брат. Значи за тоа ќе покажеме соодветни информации. А каде да почнеме со пари, значи каде да почнеме со тоалетна хартија во боја, друже, па нема криминал без кеш бе. Значи, не постои криминал без кеш, али нема потреба, нема ни да навлегувам, ќе видиме си има соодветен, нели, chainalysis си направиле соодветна статистика за да можеме да видиме како тоа изгледа, нормално да не навлегуваме сега во тоа. Да, биткоин е privacy фокус, но биткоин е транспарентен, што значи дека ако некој прави криминал, значи има соодветни компании кои што тоа го работат, значи они прават тракинг на блокчейн адреси и порано или подоцна било кога ова личност ќе искористи KYC и ќе знаат кој е. За разлика од тоа ке кешот нема KYC, бато. Значи со кеш идеш и правиш што сакаш, каде сакаш, така. Да не забораваме дека во исто време кешот се користи за надгледување. Дури би рекле дека кешот е последната, како да кажам, капка на приватност која што имаат луѓето, каде што се уште има некоја минимална приватност. Да не забораваме дека моментално се оди кон тоа да се забрани кешот и се промовира дигитална валута на Централната банка, која што Тале брат, исто така е на блокчейн технологија. Некој по сејза не ти кажал, еве јас ќе ти кажам, значи исто и овие нови валути кои што ги развиваат сите овие земји се на блокчейн технологија. Сигурно поради тоа што ќе експлодира, нели, Меуров на блокчейн технологија. Но нели,
Ворете, сега, ти си од старата генерација, што ги рекле кај нас дома, така, со без навреда од старата генерација, кај нас има многу луѓе кои што сакаат да научат, за разлика од одредени доктори на науки, кои што се веќе премногу се они писмени. Не можам, вика, сомнителни лица сега да гледам ја на YouTube за да добијам знаење, така. Значи, и понатаму да продолжиме ли за централизираноста, значи треба ли да спомнам за централизираноста на нема потреба, ќе го кажеме на крајот и тој дел. Еве како изгледа мрежата на биткоин, каде што гледаме дека се повеќе и повеќе мајнери доаѓаат на мрежата, што значи дека се повеќе компјутери ја обезбедуваат оваа мрежа. Најбезбедната мрежа на светот. Неуништлива. После ставањето на сателитите во функција на оваа мрежа е неуништлива. За разлика од централните банки кои што принтаат колку сакаат, прават што сакаат и сето тоа нормално доаѓа на грбот на секојдневниот човек, кој што нормално тоа не му го кажуваат, биткоин нема креаторот е потенцијално тим или човек кој што едноставно не постои. Или во случајот барем се уште не се појавил, а не очекуваме дека тоа ќе се случи. Значи, нема фондација позади него, нема примајн, односно сите коини фер се копаат од сите мајнери кои што се на мрежата, а не како банка која што си принта и нели си пласира како сака по каматни стапки кои што сама ги предодредува. Нема inside trading, така, нема иницијални инвестори, значи оние кои што го инвестирале овој проект па сега имаат да земат нели одредена количина од капиталот, нема канцеларија, нема веб страна, нема екзекутивен тим, сега да не налогуваме на поентата која е. Нема бато кого да го фатиш, станува збор за децентрализирана мрежа. Успеале, за разлика од тоа што ти го тврдиш, да, успеале. Целост е децентрализиран и никој не му може ништо. Вие може, брат, да си лаете колку сакате, ама караванот си врви. А тоа ќе го докажеме денеска, ја не се брзам, видео ќе биде долго колку што треба да биде, со цел да објасниме дека треба да слушате одредени лица, ако навистина имаат што да кажат и имаат аргументи за тоа. За разлика од тебе, јас имам аргументи кои што постојано ги објаснувам. И пак ќе напоменам, значи да видиме сега кој е понзи шемава на крајот, нели? Пошто така беше кажано дека ја колку што разбрав од неговиот артикл на почетокот, биткоин е уствари понзи шемава, така. Вика има fixed supply, односно има тотална количина од 20 милион и никогаш нема да биде променето, загарантирано со милиони компјутери. Значи позади него извор на енергија, што значи дека има нешто што го произведува, за разлика од тоалетна хартија што вие принтате од воздух, така. И никој не може да контролира. Точка. Понзи шема? Па не баш, така мене ми изгледа. Додека за разлика од тоа, тоалетна хартија во боја, еве ќе ја земеме зеленава, дека има нелимитиран supply, односно извор, може да принтате колку сакате, нема ништо позади неа, ништо нема, значи имало злато, па се откажале од тоа од 1933, потоа имаше петродолар, сега и тоа пропадна, значи дека позади зелена тоалетна хартија во боја нема ништо, освен мурикански обеќања и бескрајен долг од 36 трилиони. И централизирана. Еден ентитет во целиот свет одлучува која ќе биде монетарната политика за целиот свет. Значи, нашиве внуци ќе не прашуваат дали бевте вие ретардирани да дозволите тако нешто. Значи, еден ентитет, кога Джером Пауел зборува, од Јапонија па до друга страна Ушуаја во Аргентина сите слушаат. Пингвините на јужниот пол слушаат за тоа што он диктира која ќе биде монетарната политика во целиот свет. Пак ќе кажем ја. Нашите внуци ќе не прашуваат: "Добре, вашите економисти имаа ли 2 грама мозок?" Тале, брат, за тебе прашање, не за мене. Ја правник сум, ја не знам. Тоа ќе треба ти да им објасниш на внуциве. Така да, брат, пак ќе ти кажеме сега, ти само одлучи си кој е понзи шема. И овде ќе има една многу добра, многу добра, значи за ебанција, вика овие вика скем коини вика, стварно вика излегуваат надвор од контрола, вика, замисли вика некој проба вика да ми шила, вика 27 трилиони вика во циркулација токени, вика има неограничен извор, нормално постојано се принтаат нови, вика има само еден нот и 20%, 25% вика од вкупната количина на токени се испринтани во последните 6 месеци, а 1% вика од вкупната количина на собственици вика поседува 30% вика од целата количина на токени. Се зезам, брат, вика, ова е американскиот долар. Чекај се уште еднаш. Не разбрав добро, ако може само да се повториме. Кој беше са шем, не знам, понзи шема, биткоин ли беше? Заборев, пошто многу веќе зборувам, заборев што беше напишано на почетокот. И еве, чисто за
за Понзи шема како изгледа моментално во однос на сите останати валути во светот, да видиме колку е вредна моментално во однос на сите останати валути во светот. Понзи шема не го обрадува. Вака оди прилика некои 2 минути, вие се 200 држави, чисто. Де види, кажи ми ако сум грешка ја. Изгледа Понзи шема, не оди лошо. Чекај брат, чекај, уште не сме влегле, чекај, првиот дел има 5 точки. Како да ти објаснам, значи сега пак ти кажам ја. Јас не сум крив за ово. Следен пат не пишува нешто што не си го проверил. Изгледа Понзи шема не е лошо, брат. Моментално е на all-time high на сите валути во светот. Меур, брат, што ќе правиш? Ајде да видиме дали е меур и тоа ќе го провериме на крај. И сега, вака оприлика за секојдневниот граѓанин изгледа вредноста на биткоин, затоа што иначе многу е тешко да објасните. Оваа слика сумира се што треба да знаете. За разлика од тоа, со доларот може обратно. Значи, како се движи годините, така да купите помалку. Долар, денар, евро, јен, тоалетна хартија во различна боја. За разлика од тоа, оваа децентрализирана валута која што е успешен одржувач и заштитник на вашиот капитал, еве како изгледа нејзината куповна моќ во последниве 8 години, и тоа 2024 веќе не е ни додаден овдека, како трнало ќе си купиш 2 ламповци на крајот од овој bull market, но нели? Сега вака, значи прва ја завршивме, ја мислам дека беше повеќе од јасно како прилика изгледа Понзи шемава. Сега да поминеме на вториот дел. Докторе, лошо трна работа, не знам, извини вака, ама некако натаму страв ми е да продолжим. Вика вака сега. Да се разбереме, биткоин и другите така наречени криптовалути не се пари. Не успеа првичната замисла, сега овој дел ќе објасниме дека нели не се пари, така и не се користат како пари. Замисла либертаријанските татковци за истиснување на современите видови пари со пари кои ќе почиваат на децентрализирана контрола. Брат бе, овие либертаријанските татковци не мораат да се трудат. Ти и твојата фела на банкстери, тоа го правите сами. Со ненормно принтање на пари. Ние не мораме да се трудиме. Вие работите за нас. Ти принташ пари, а јас станувам богат. Сега, како да ти објаснам? Либертаријанци изгледа на крајот ви спаднале попаметни од вас, а? Но нели, ќе дојдеме до тој момент. Има разлика меѓу криптосредства и криптовалути. Биткоинот и нему сличните, иако беа замислени да вршат функции на пари, не се тоа. Значи, не се пари. Памтете го овој дел. Лансиран во 2007 година, не, лансиран во 2009 година, значи брат, прочите прво, значи не пишујте работи, 2009 година. И се ти го споредиш биткоин со iPhone. Ти знаеш ли се биткоин колку iPhone можеш да купиш? Ти кажа ли некој? Една кофа iPhone можеш да купиш. А знаеш колку iPhone си можеш да го купиш од 2009 година? Чисто да ти кажам, пошто биткоин е $100,000, а iPhone-от е колку? $2,000. Една кофа iPhone ќе купиш. Ама нели, чекај, ќе стасаме до тој дел. Биткоинот не врши ниту една од класичните функции на парите, пресметковно средство, платежно средство и средство за одложени плаќања. Делумно е врши улогата на средство на чување на богатство, значи делумно, сега пазете, ова е делумно. Ако биткоин е делумно чување на богатство, де брат кажи ми кој е целосново, де кој е тоа подобро од биткоин, и тоа ќе го погледнеме полека, по цена на големи стресови и ризик за имателите, заради големите флуктуации во вредноста во однос на американскиот долар. Во меѓувреме, iPhone-от е постојано усовршуван во 16 серии досега. Сега, биткоин не е усовршуван, тоа ти така знаеш, ама не е така, значи биткоин исто така усовршуван, ама еден биткоин во 2009 година не можел да купи едно копче од iPhone. Во тоа време, сега нормално зборуваме за смартфон, ми разбирате поентата. А сега со еден биткоин можеш да купиш, пак ќе напоменам, една кофа iPhone 16. Една цела кофа можеш да купиш и си ги менјаш секој ден, нели, пошто толку разбираш. Сега да се вратиме на делов, значи да објасниме дека прво, нели, не е парично средство, така. Вика 250 и повеќе брендови и продавници моментално прифаќаат, вика, криптовалути, од кои можеме да видиме овдека некои помалите, како на пример Princess Cruises, каде што јас работев, Google, исто така, Google Play, мало местенце така, да не забораваме Spotify, Burger King, се ова малечки работи, Domino's, PlayStation, Adidas, така, значи, ако продолжам понатаму Airbnb, се во некои малечки така брендчиња, глобални, така малечки, така. Исто така да не забораваме, како и последниот пат, мораме да го искористиме ова,
може да видите некои небитни брендови моментално го користат биткоин за купување, сева некои такви локални брендчиња како Dell, како Amazon, како Nike, Starbucks, така eBay, AliExpress, во се некои мали. И како и претходниот стручњак, јас само ќе го поминам во вака и тоа овдека се поделени според нели категории. Не заборавајте, ова е само почеток. Не заборавајте. Значи ова е само почеток. Допрва ќе гледаме адаптација на криптовалутите и користење на истите како платежни средства. Јас само ќе поминам, а вие слободно погледнете ги брендовите, каде се користи моментално биткоин, ова се брендови. Значи не заборавајте, ова не е една продавница, ова се глобални брендови, каде што моментално се користи биткоин за платежно средство. Со тоа што овдека не е само биткоин и други криптовалути, но еве ние сега ќе спомнеме биткоин, пошто он каже дека биткоин не бил платежно средство. Така, очигледно не е. Очигледно, со тоа што ова е само каде што се користи директно. Да не забораваме, постои една магична ствар, така наречена Lightning Network, која што е второстепена мрежа на биткоин, пошто нели биткоин не се надградува, само iPhone се надградува. Господе Боже, iPhone се надградува за тоа и да не почиња, ама како и да е. Значи Lightning Network, тоа исто така една интересна надграба за која што очигледно ти ништо не си прочитал, која што моментално представува децентрализирана мрежа каде што луѓето може да купуваат што сакаат, кога сакаат, каде сакаат. Со тоа што некои од најголемите брендови како Starbucks, Pizza Hut, Subway, Domino's, значи McDonald's, се некои малешки брендчиња вака што го користат моментално, Lightning Network не е директно биткоин. Ова е второстепена мрежа која што се користи за да бидат трансакциите многу побрзи и многу поевтини. Така. Со тоа што еве не се користи, а пака изгледа рурално во Ел Салвадор, кај што очигледно не се користи биткоин за платежно средство. Мислам, може да видите. И очигледно многу е тешко, со оглед на фактот дека бабава индијанка е пописмена од нашиот доктор на науки од економски факултет, така. Извини, брат, ако си се навредил, многу ми е жал, не го гледај видео, може да го исклучиш тука, ова е направено за македонската јавност, не е за тебе. Така да може да видите овдека колку прилика е писменоста за криптовалути кај нас во Македонија, која што не може да се рамни со руралните предели во Ел Салвадор, каде што се користи биткоин секој ден. Очигледно, пошто не се користи за платежна валута, така. Со тоа што еве прилика како изгледа, низ светот има моментално, значи ова се нодови кои што процесираат трансакции. 16.811 нодови само за трансакции на биткоин како платежно средство. Пошто очигледно не се користи како платежно средство, овие така ги имаат направено. Ради реда, нека стоат, нели? Очигледно. Сега, моментално не само што се користи како платежно средство, туку постојат две земји во светот, иако сега он ти каже кој се Ел Салвадор, ако брат, ако. Ел Салвадор и Централната Афричка република моментално го има биткоин како платежно средство, зборувам на ниво на држава. Што значи дека не смее никој да ви одбие плаќање со биткоин, пошто не се користи како платежно средство и сега нормално Тале би рекол, кој е брат Ел Салвадор, таа некој островче не може човек да го најде на картата. Ајде да видиме. Значи 2021 година, ова беше претходниот бул маркет, кога Ел Салвадор испадна во Мајами на конференцијата на биткоин и кажа дека ќе почне да прифаќа биткоин. Со тоа што испадна Интернационален монетарен фонд, на кој што Тале очигледно многу е горд, затоа што ние сме со западот, значи, нели, brotherhood, така. Значи, Интернационален монетарен фонд е еден од главните финансиски институции кои што го држи целиот свет, посебно овие third world countries во долг, затоа што така е најдобро, нели, може да ги земете сите природни богатства ако ја држите државата во долг. Но тоа е друга тема, нема ни да навлегувам таму петале, туку ќе се задржиме на овој момент. Значи, што вели, ова е вика многу лоша идеја и буквално го услови Ел Салвадор, темек или ќе ти дадеме кредит, ама вика мора да престанеш со прифаќањето на биткоин. Значи да не забораваме како се понашаше АМФ во однос на адаптација на биткоин во Ел Салвадор. Сега, памтете го, и од 2021-2022 година. Market Watch, значи ова е сериозен портал, ова не е CoinGecko, се разбираме, значи пак се ова го ставам затоа што на крајот од денот некои скептици ќе кажат даве некој портал на крипто. Не, Market Watch е сериозен портал кој што објавува многу во однос на традиционалните финансии, вели Ел Салвадор во 2024 година, 2 години од како АМФ му каже дека нема да му даде пари, е на 300 милиони профит во однос на биткоинот кој што го акумулирал во последните 2 години. Бетале. Очигледно лоша инвестиција. Може да видите, се ланиве од пазаров од Ел Салвадор, очигледно не знаат што прават. Значи само 300 милиони профит направиле на државно ниво од државен буџет. Колку бе брат ти направи како профит, да речем вака додека беше министер за финансии, ми рекоа дека си била, не ни знам искрено ти кажам право, ама де кажи ми вака некој ваков подвиг да нема случајно.
пошто вие селани во Дел Салвадор очигледно го направиле. И моментот каде биткоин не бил профитабилен и не бил добар store of value, пошто бил многу стресен и многу луѓето се треселе кога го чувале биткоинот. Во последниве 10 години петале, значи ова е во последните 10 години само, ако си вложил $100 во било кој од најдобрите акции во светот, вклучувајќи ги Alibaba, Walmart, Johnson & Johnson, Facebook, JP Morgan, Microsoft, Visa и така натаму, ќе си заработел од $200 до $3000. Мање више, така. Ама треба да ги држиш во последните 10 години и да не ги чепкаш тие $100. За разлика од тоа, биткоин ќе си заработел $9,2 милиони. Некоја разлика вака, пошто не е добар стол на, значи Тале вика, не е добар вика store на value, тој вика делумен. Чекај уште еднаш да го кажеме ова. Вика делумно е врши улогата за средство за чување на Бог. Значи делумно. Ако ова е делумно, кажете ми кој е целосно, ја би сакал да видам. Значи биткоин е делумно, целосно Амазон ли е? Или кој Apple ли е? Значи извини, со iPhone-ов. Пошто iPhone стасал од 1 до 16. И така вашите акции од $100 пораснале до 2400. Ама биткоин пошто не е надградуван, од $100 стасал до $9,200,000. Така е тале брат, управо си. Ја мислам сосема ти е на место Моаветов, со тоа што е сега за да не биде само оваа табела, јас ти собрав нели соодветна статистика. Ова е статистика во последниве 13 години од 2011 година, каде што можеме да видиме кумулативно колку бил растот на биткоин со големите шокови кои што ти изборуваш. Значи ако не сме продавале, само сме седеле, пошто нели тоа било многу, како што кажа Тале, било многу стресно. Значи ако сме седеле на биткоин, не сме го продавале, сме го заборавиле некој навчаник, на крајот од овие 13 години ние ќе сме имале 23,401,123% профит. Значи, да го кажем уште еднаш, 23,401,123 значи ова е вкупниот процент на профит кој што ќе сме го имале на нашата инвестиција од 2011 до 2024. Не од 2009 кога е креиран, а не како Тале што вика од 2007, значи од 2009 ако го рачунаме, замисли колку повеќе ги бидело. Со тоа што за разлика од останативе значи во светот, се што е големо и што е капитално добро и што се инвестира, моментално можеме да видиме на годишно ниво колку отприлика би било назад вратено за вашата инвестиција во целиот овој период, со тоа што највеќе би добиле во значи ова ако практично инвестирате во растот на Америка или овде ќе имате Nasdaq. Значи Nasdaq отприлика или пак големите акции како што можеме да видиме овдека, значи Nasdaq големите акции како Microsoft, Nvidia и така натаму околу 18 до 13%, а годишно за сите овие години наназад од биткоин би добивале 141% назад. Бетале. Не убаво, брат. Чекај сега, како? Де се вратиме уште една? Стој. Значи да сумираме. Вика, делумно е врши улогата на средство за чување на богатство. Брат, бе. Чекај сега, ти си професор на факултет. Па нели е срамота сега ти се смеа студентиве за тоа што некој неписмен, небањат на Малта, не е ни у Македонија и те дрибла на видео, брат. Срамота е. Значи сега треба да се појавиш пред студентите на економски факултет. Не знам што да ти кажам, брат, стварно. Значи следен пат, ти пошто си нели писмен, бањат, убав, учен, доктор на науки, седни брат прво, значи погледни ги фактиве, погледај некоја статистика, ме разбираш, па кога ти испаднеш може и ќе има некоја поента во што го пишуваш, ме разбираш. И нели пошто е стресен, ајде да видиме колку е стресен. За разлика од другите економски циклуси, бетале, кои што се нестабилни и кои што буквално се базирани на тоа дали Джером Пауел спиел добро или не. Значи ако Джером Пауел не спиел добро, можеби ќе смени негативно монетарната политика и обратно. За разлика од тоа бетале, биткоин има чисто утврден циклус од 4 години. Верувај или не, еве го циклусот на биткоин во последните 4 циклуси, каде што се наоѓаме во четвртиот моментално, каде што можеш многу јасно да видиш дека имаме 3 години bull market и 1 година bear market. 3 години bull market, 1 година bear market. 3 години bull market, 1 година bear market. Ова ние во Македонија го викаме швајцарски часовник. А вашата монетарна политика и традиционални финансии, Господ нека ни ја напомош ако треба да го следиме циклусот таму. Па ти кажам, Джером Пауел ако стане и ако е во добро расположение и не стане на лева нога, тогаш супер ќе се движи нагоре пазарот. Ако не, тогаш Господ нека ни напомош. Али добро, сега пак ќе кажам, дечкото е професор на економски факултет. Сега не можеме да му се прави паметен, очигледно он знае повеќе од мене, така.
Значи, по се изгледа не е толку стресно како што изгледа, ама знаете како, многу е лесно да кажете ова на лаици од Македонија кои што немаат познавање од крипто, кои што немаат познавање од нели блокчейн технологија, биткоин, криптовалути, многу е лесно да кажете тоа. Тешко е да му го објасниш ова на човек. Многу е лесно ја да нашкртам 3 реченици одека и да ви кажам некои заклучоци кои што мене така ми одговараат, затоа што нели јас имам титула и сега ви викате, абе вој е професор по вика вој е доктор на науки, професор на економски, ој сигурно ја разбира. Бе брат, сам срамота, нели е? Сега доаѓаме кај што никој не ќе крипто. Значи како и претходниот стручњак, така и Тале вика никој не ќе крипто, се преправаат. Значи со сила. Значи, катастрофа е, драма е. Значи, никој не ќе крипто. Само Мурика, Русија, Европа, Велика Британија, Јапонија и уште еден тон држави, како прилика 150 скупно 200, моментално сакаат крипто, ама на Тале тоа така нема одговара. Значи, пак ќе кажам, Тале брат, како и ПЦ, ќе те замолам, помалку сител, значи повеќе Google, барај нешто, брат, читај, има доста, пиши крипто и пак ти викам, не мора, значи, не мора јавно, направи брат, значи, кај мене, скришно subscribe, направи си втор акаунт. Пиши се ПЦ, никој нема да знае дека си ти, направи скришно акаунт и гледај, нешто може ке научиш, еве, Дени, убаво ти кажал. Скришно следи го, не мора мене, еве, Тесла следи го, брат. Овој што беше на почетоков мастер клас, кај него пиши се, не мора кај мене, сега да не биде сите кај мене. Еве кај него отиди, он сигурно ќе те научи. Човекот, ако ништо друго ќе ти каже што е биткоин е, толку колку толку знае и за Dogecoin ќе ти обясни се, така. Сега, следниот дел. Вика, избраниот председател на САД, очигледно и него му е криво што Трамп е избран, своевремено биткоинот го нарекуваше измама. Не само он, брат, не само он, и Лери Финг, и останати мунгеросауруси, бафетосауруси, цела ваша фела од бумерс, кој што ние ги нарекуваме така. Ако не знаеш што е бумерс, Google, брат, пиши бумерс и ќе видиш има дефиниција таму. Сите они го нарекува измама, само наеднаш сега имаме некоја, како да кажам, преобразба на овие финансиски джинови, сега наеднаш се свесни за потенцијалот да биткоин, ама не се кире, јас ќе ти објаснам, само ти гледа во видео. Вика, својот став целосно го промени во текот на претседателската изборна кампања, промовираше теза дека САД ќе станел крипто главен град на светот. Абе, глуп човек. А тој ќе бил крипто председател. Абе, не знам што да кажам, катастрофа. Само 50 милиони гласачи доби од 360 вкупно милиони граѓани, само 50 милиони гласачи доби, затоа што ова го ветил. Очигледно е глуп. Дополнително САД ќе акумулирале стратешки резерви од биткоин. Брат, не е ова на Трамп. Ама добро, не се секира, ги ти објаснам ја. Биткоин лобистите во САД го наградија со над 100 милиони долари донации во изборната кампања, не пошто демократите не добиваа донации, само Трамп добиваше донации. Што според некои проценки представува половина од корпорацијските даноци за таа цел. Добро, брат, ќе ти помине. Тешко му е, даноците се проблема. Вредноста на биткоин, како да ти простам, брат? Вика, вредноста на биткоин и на другите крипто средства од тогаш почна вртоглаво да расте. Не, пошто пред тоа 2 години бул маркет, тоа оставете го. А растот забрза по изборот на Трамп за претседател на САД. По изборите од 5 ноември оваа година вредноста на биткоин е зголемена за над 40%. А од 2022 нааке, ама тале бе брат, отвори чарт бе брат, бе, не е убаво вака да луѓе читаат да му ева матер. Јас знам дека се само 4600, ама значи стварно срамота е. Види прво нешто, прочитај, разгледај така. Ајде сега пошто тале вика дека никој не го сака, само Трамп го сака. Еве да погледнеме. Значи вика Трамп вети вика на криптоиндустријата еден куп работи. Сега нема да налогуваме во тоа што ветил, ние имаме направено соодветно видео за тоа, погледнете го, значи каде што објаснувавме кои се ветувањата од Трамп во однос на крипто секторот. Значи да погледнеме сега во однос на делот каде што Трамп јавно кажува која е неговата идеја за иднината на Америка, пошто нели очигледно е глуп, тале наш од Македонија е попаметен, ама Трамп во Мурика, кој што јас не сум обожавател ни по точка разно, очигледно е глуп. Еве да видиме. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. Нема ни да навлегувам понатаму. Значи, чекај. Леле, тука у срце ќе го погодаме и како тешко слуша го ова. I will fire Gary Gensler.
Ма немој така, брат, Натале му е идол, значи стварно срамота. Гледај, човекот убаво дури го пишал овдека господинот Гери Генслер. Брат, ти си единствениот во светот кој што го нарекува господин и демократите во Америка. Тие се единствените луѓе што на овој човек му даваат господин. Значи придавката господин. Но чекај сега вака. Значи објаснивме, еве, очигледно само Трамп. Други нема, се е друго неписмено. Еве, Тале вика само Трамп бил. Добро. Сега прво бе Тале, значи законот за биткоин резерва не е од Трамп, туку е од Синтија Лумис, поднесен уште во јули 2024 година, кога уште не се знаеше дали Трамп ќе биде кандидат за претседател од страна на Републиканската партија. Бетале. Значи не е воа идеја на Трамп, Трамп само ја поддржува. Ама нели, треба некој да прочита, значи тоа е проблемот тука. Исто е вие неписмениве, нели, овој како го вика императоров, агресоров, нели, што ќе го тепа, што ќе го победеа. Значи, еве и Русија пред само некој ден вика и ние ќе правиме вика државна резерва на биткоин. Путин и вој неписмен. Се неписмени. Ама не пошто они заедно се сигурно и да не забораваме дека исто така Русија моментално легализираше криптомайнинг и исто така легализираше користење на криптовалути. Знам, Тале, знам. Сега ти ми речеш, ама они го направија тоа за да избегнат санкции. Чекај сега, стој. Значи, ако избегнуваат санкции, тоа значи дека твојот традиционален систем на финансии не може ништо да направи на криптосфера. Лошо, брат, те разбирам, тука боли, знам. Арно, ама не се секирај, полека имаме и други. Вика gov.uk, знаеш вие кои се, нели, Мала Британија. Вика ново законодавство кое што треба да го легализира статусот на криптовалутите. И овие се написмени очигледно како Трамп. После тоа, извини брат Тале, ама за како ти овесам, нели сакавте вие у Гейропа да влегувате? Значи, ова е Markets in Crypto Asset Regulations. Значи, ова е закон кој што моментално регулира во цела Европа сите држави, дури и овие вечниве кандидати како нас, кои што ќе мораме да го прифатиме овој да го акумулираме, да го нели правиме дел од нашето законодавство, каде што целосно се регулираат криптовалутите и Тале, не е предлог Тале, туку сега у декември почнува да важи. Од декември ја на Малта, ефективно Мика ќе биде во полн ефект и ќе биде интегрирана во малтешкото законодавство, како и останатите нели држави во Европа. Не убаво, брат. И вие у Европа се неписмени очигледно, ама ние у Македонија како најписмени, пошто нели крипто е понзи шема, затоа Европа го легализира, Јапонија го легализира, Мала Британија го легализира, Мурика, да продолжиме ли, Тале? Ви сите се неписмени, катастрофа е, ама они сител не гледаат. Ама Пеце и Тале гледаат сител. Да не забораваме дека Обединетите арапски емирати моментално се на врв во однос на целиот Близок Исток, а и останатите прифаќаат криптовалути. Значи се ова неписмено. И сега пази, ние уште зборуваме за држави. А каде се тука овие финансиски джинови кои што поседуваат држави, како BlackRock, како Fidelity, како Invesco, како Franklin Templeton? Што правиме со тие, бе, Тале? Значи, не е само Трамп, сега и Вој ли е неписмен? Вој, например, дечко, пошто и Вој како мене, посе изгледам неписмен, е моментално менаџер на компанија која што има 10 трилиони под менеджмент. Тоа се негде околу, како ќе му да е, буџетов на Македонија пута колку? 300? По прилика. Ова е очигледно неписмен, не ја разбира, ма Тале бил, нели, професор на економски. I know you have been a leader in willing to embrace crypto. You have made it so that people can be in Bitcoin. We hear that you are thinking about Ethereum. These are incredible things. Now, BlackRock is not known as a gunslinger by any means, so you obviously must believe that this may be as an alternative. Is this an alternative in order to be able, because of the deficit, maybe something long-term people should have? Absolutely. Тале, обрни внимание која е причината поради која што BlackRock одлучил дека е паметно да инвестира во биткоин, пошто вели биткоин е многу стресно капитално добро, вика делумно вика помага со одржување на вредноста на капиталот, ама е многу стресно. Еве Лери, исто така неписмен лик од Америка, има друго размислување. Можеби знаеш кој е човеков? As you know, I was a skeptic. Yes! I was a proud skeptic. And I studied it, learned about it, and I came away saying, okay, you know, my opinion 5 years ago was wrong, here's my opinion today, this is what I believe in today, I believe the Значи, Тале, гледаш, не е страшно, научи е, гледаш, и Лери бил неписмен,
Сам си кажа, пред 5 години бев неписмен, не знаев што е тоа, вика, седнав, научив и сега, вика, го промени своето мислење. Иначе Лери моментално важи за апостол на крипто, пошто нели, ово исто така неписмен е моментално менаџер на најголемата assets under management компанија во светот, така наречена BlackRock. Многу малку од вас се знаат, за жал, тоа е уште еден пропуст на нашиот образовен систем, вклучувајќи го и економски факултет нормално. Со тоа што пак ќе напоменам, Лери Финк има некои причини поради кои што моментално инвестира во биткоин, да видиме кои се. Opportunity today. I believe Bitcoin is legitimate. I'm not trying to say there's not misuses like everything else, but it is a legitimate financial instrument Не. that allows you to have maybe uncorrelated, non-correlated type of returns. I believe it is an instrument that you invest in when you're more frightened, though. It is an instrument when you believe that countries are debasing their currency by excess deficits. Не. Тале брат, што зборува во мајките, вика, било паметно да се инвестира во биткоин, вика, затоа што вика државите, вика, некои држави, не кажува кои, ќе видиме понатаму, можеби ќе спомне, вика, правеле девалуација на собствените, вика, валути поради преголемо принтање на пари. А ја неписмен, не бањат, ваков никаков со правна диплома, ја да сум ти го знаел тоа. И еве сега Лери исто го кажува. Тале што правиме брат? Чекај сега, стои. Кој е понзи шема? Де уште еднаш објасним, пошто и Лери има некое друго сваќање дека тоалетна хартија во боја е понзи шема, а не биткоин. And some countries are. I believe we have countries where you're frightened of your everyday existence, and if you have an opportunity to invest in something that is outside your country's control, then you can have more financial control. Вика, верувам вика дека ова е вика капитално добро во кое што може да инвестираш вика, посебно во држави од кои што се плашиш од сопствената држава, затоа што вика државата не му може ништо. Вика, на тој начин имаш поголема финансиска моќ над сопствениот капитал. Тале зошто вака брат? Вој некако не се слага со тебе. Ама на пример не ово го гледале колку, некои 10 милиарди views, а тебе брат 4600. Не е ово тале. And so I'm a major believer that there is a role for Bitcoin in portfolios. I believe you're going to see that as one of the asset classes that we all look at. I look at it as digital gold, as I said before, and I do believe there's a real need for everyone to look at it as one alternative to, I would say, the optimism that I have in the world. If you want to hedge hope, Bitcoin is not an instrument for hope unless you're hopeful you're making a lot of money on it. But I look at it as a vehicle in which you're expressing your financial acumen in something that you're more frightened of the world, you're more frightened of your existence. And I believe there's a great industrial use for it. Значи Лери вика дека е многу паметно собственото портфолио да имаш биткоин. Неписмен човек. Не само тоа, вика биткоин ти вика дигитално злато. Брат, зашто вака? Нели нема вредност, нели не ја задржува вредноста. Лери има друга идеја. Али добро, нели оставам на тебе, ти сам ќе си заклучиш, очигледно верувам дека знаеш англиски, можеби колку претходниот премиер, но како и да е. Значи, Лери, извини, тале брат. Еве како изгледа моментално акумулацијата на биткоин. Ова се илјадници биткоини кои што моментално се акумулирани од неколку spot Bitcoin ETFs, тоа се Exchange Traded Funds, односно фондови кои што се тргуваат на најголемите берзи во Америка. Очигледно ништо. Што би рекол Тале, вика делумно така капитал, нешто ако може да направиш евентуално, иначе слабо. Со тоа што еве Тале у последниве недела дена еве како изгледа моментално во стотици милиони долари купувањето само на BlackRock. Каде што во претходна недела купил 338 милиони биткоин, се зборувам долари. 693 милиони долари вреден биткоин, 571 милион долари вреден биткоин и така натаму милиони долари вреден биткоин. Со тоа што не е само биткоин, верувале ли не, и овие крипто средства што ти ги нарекуваш, исто така ги купуваат во стотици милиони долари, како Етериум на пример, 250 милиони долари вреден Етериум. 55, 65, 124, 292 милиони долари вреден Етериум и така натаму. Мислам дека ми ја разбра поентата. Сега, чисто за објаснување, за тоа што не е само BlackRock, значи да бидеме јасни, ова се топ 10 assets under management, значи ова се корпорации кои што поседуваат земји.
како на пример BlackRock моментално поседува пола Украина, така. Сега. Значи BlackRock моментално е еден од главните кои што моментално е во овој пазар и моментално очигледно е најголем во тој дел, така. Памтете го Vanguard, втората поголемина капитална организација одлучи дека не и треба биткоин. Ќе видиме како заврши таа приказна. Третата, Fidelity, втор поголемина биткоин фонд. Понатаму. Исто така, биткоин фонд има и Invesco, има и Ethereum фонд. Исто така и Franklin Templeton има свој Ethereum и биткоин фонд. Ништо. Од топ 10, 5 фирми се моментално во биткоин и Ethereum, со тоа што имаше еден паметњаковиќ како тебе, Бетале, очигледно диносаурси полека се чистат. Значи, ако се сеќавате на оваа фацка, која што е најдобриот CEO кој што Vanguard некогаш го видела до овој момент. Значи, бил до овој момент. Господинот Бакли, што би рекол Тале, значи господинот Бакли рече не на биткоин. Така. И господинот Бакли рече биткоин не е store of value, или како што би рекол Тале, не ја задржува вредноста на капиталот. Брат, тешка грешка. Што би рекол претходниот премиер, геостратешка грешка, брат. Значи, март 16 2024 година. Како заврши оваа приказна? Мај 15 2024 година. Новиот CEO на Vanguard е човекот кој што успеа да го добие биткоин спот ETF во BlackRock. Случајност. Јас сум сигурен дека ова е само случајност. Значи, втората поголемина капитална организација во светот за еден месец го менува својот CEO, кој што е повеќе од 20 години CEO и кој што ја водел оваа капитална организација да биде тоа што е, само за тоа што одлучил дека не сака биткоин. Тале, брат, ако го оставиле Бакли вака, ти мислам дека треба малку да се подразмисли за твоето професорско место после вакви испади од статија. Така, мислам чисто, нели, да си размислиш. Така оприлика изгледа работа. Значи, да знаеш како завршуваат овие бумерс што имаат против биткоин. Да не забораваме исто така, пошто Тале рече дека нели не се користат криптовалутите, чисто околу токенизација, која што Тале не ни спомна, а е многу битна. Значи, моментално се токенизира се, Бетале, вклучувајќи ги обврзниците на Мурика, а знаеш ти колку се битни обврзниците на Мурика, ти како економист многу добро знаеш што зборувам. Значи, моментално 2,9 милиарди, иако тоа е многу мал дел од 36 трилиони, тоа не го менува фактот дека моментално темпото на токенизирање на обврзници се зголемува на блокчейн технологија. Ова се обврзници кои што се дел на Ethereum, дел на Stellar, дел на Solana, дел на Avalanche, дел на Arbitrum, ама знаеш што Тале? Ти прво научи, брат, за биткоин, натаму како се движиш низ мојот материјал, ќе научиш за други алткоини, не се секире. Сега. Да не забораваме дека овде ќе имаме токенизација и на акции, Бетале. Погледни некои мали имиња кои што токенизираат акции на блокчейн, исто така, како Nvidia, Tesla, MicroStrategy, Apple, Microsoft, Intel, Google, се тоа се некои мали компании кои што моментално тестираат токенизирање на акции на блокчейн технологија. Исто небитно, што би рекол Тале, небитно нешто таму се играат. И да не забораваме исто така и commodities, значи овдека и ресурси моментално се токенизираат, како злато например. Вкупни 1 милиарда долари моментално имаме токенизирано злато. Значи технологијава се движи негде. Арно, ама жално е тоа што поради вакви испади на интелектуалци кои што треба да бидат начитани и да не зборуваат без да се начитаат, значи за тоа македонскиот народ за жал не знае што се случува во светот. Тоа е жалниот момент. И за тоа јас работам напорно и постојано за македонците да знаат кој ги води и кој ги информира. Тоа е многу битно. И овоа пеглање денеска потекнува точно од тој момент. И овдека Бетале, ако се сеќаваш, ти кажа дека биткоин почнал да расте од моментот кога Трамп ја водел својата кампања и почна да зборува за биткоин. Тале, брат, не ги лажи луѓето. Еве некој напиша овдека, не знам кој. Еве кога почнал да расте биткоин. Почнал да расте уште во декември 2022 година. Тоа беше отприлика времето кога го сликаа Трамп у полициска станица Макшот. Мислам, нели, отприлика да ти стане јасно каде е отприлика кампањава на Трамп и кога почнал да расте биткоин. И како вика, сега вика од овој момент почнал да расте биткоин, вика 40% има пораснато. Не, брат, Тале, не. Туку има 540% пораснато. 500 кога ти фали малку. Па ти мислам, со бројки работи, се срамата, нели да кажеш вакви работи? Па ќе кажам, следен пат, отвори чарт, нешто, разгледај. Еве, пред да пишеш следен пат, барем едно видео од кај мене изгледај, ме разбираш? Може ќе добиеш некоја интересна информација, нешто ќе видиш. И сега, како да ти простам, брат, за Гери Гангстер? Како да ти простам? Значи, стварно,
Па добро бе, брат, на краја, па можеше ли Гери Гангстер да го земеш како пример? Значи, вика, идниот председател на Трамп вети дека ќе ја укине сите мерки за регулација и дека ќе го смени уште првиот ден по инаугурацијата председателот на Комисијата за хартија од вредност и берзи, господинот Гери Гензлер. Пак ќе кажем, брат, ти си единствениот во светов и демократите во Мурика кои што го нарекуваат господин. Не постои таков човек. Кој се залага за соодветна регулација на криптосредствата. Значи, Гери Гангстер, брат, Гери Гангстер ние го викаме на каналот, ама буквално правеше се, освен соодветна регулација на криптосредствата. Ама како би знаел ти, брат, кога ти овде имаш две реченици? Ние имаме овдека 3 години со Гери Гангстер заедно и се видовме. Се разбира, че ја го следам ова на дневен моментум, а ти го следиш ова од статија на статија. Вика, губитоците на Гери Гензлер или Гангстер, како сакаш, или господинот Гери Гангстер, тоа е 30 август 2023 година, вика, are piling up, вика, се зголемуваат, вика, изгубените случаи на Гери Гангстер. Некој од нив, како огромниот случај на XRP и Ripple, кој што го изгуби SEC и се уште се тужи, а го изгуби случајот. Да не забораваме дека исто така изгуби огромен случај против Grayscale и овој случај го изгубија и беа принудени со судска одлука, која што ја нарече одлуката на SEC, Комисијата за хартија од вредност, каприциозна, за тоа што забраниле да се одобри биткоин спот ETF, и го натера Гери Гангстер, господинот Гери Гангстер, да одобри биткоин спот ETF преку суд, пошто сакал он соодветна крипторегулатива, сирот он. Кажи ми, брат, што правиме сега со ова? Не разбирам. Значи, замисли Гери Гангстер, нели, поштениот господин Гери Гангстер, мораше да биде принуден од суд, или са судов не разбира. По сеј за судов нема познавање од крипто, очигледно. Следно, да не заборавиме за манипулативниот случај во кој што SEC манипулираше докази и банкротираше компанија, така наречена Deadbox, само со цел да ја запре од постоење. Затоа што овие мали компании немаат доволно средства да се бранат како Ripple и поголемиот дел од нив пропаѓаат пред да успеат да докажат дека нема никакво криминално дејство. Односно, Комисијата за хартија од вредност, ова не е прв случај, има вакви 1 тон случаи, со притисок и така наречена Choke Point 2.0 операција, тале, прочитај си, значи, не е ова било кое списание, ова е Nasdaq, нивната официјална страна, вика операцијата Choke Point 2.0, која што е буквално инструмент кој што гериатријот Джо му го даде на Гери Гангстер за да буквално го задуши целиот криптосектор во Америка. Господинот Гери Гангстер, кој што многу сакал да го регулира криптосекторот. Еве ќе ти ја оставам, брат, оваа статија, многу лесно можеш да ја најдеш. Прочитај си и да видиш како моментално господинот поштен Гери Гангстер преку оваа операција се обидуваше да ги задуши сите бизниси на крипто во Америка со тоа што им беше забранет пристап до банки. Но нели, ќе си прочиташ, се нема да описменувам за се, мислам дека час и 10 минути е доволно лекција од моја страна, со тоа што уште една битна работа која што мораме да ја напоменеме е дека само Мурика мисли дека тест и закон кој што е донесен во 1933 година, кога највисок степен на технологија бил транзистор, тале ја верувам дека и ти го немаш видено ова, дека ова законодавство од 1933 година е доволно напредно за да може да се регулира напредни финансиски инструменти како криптовалути. Ама знам, ти не ги сакаш како знам. Не се финансиски инструменти, така е тале, брат, само напред. Управо си. Пак е напоменам. Значи, само Мурика е доволно ретардирана да мисли дека закон кој што е донесен пред Втора светска војна, во кој што пак ќе напоменам, највисок степен на технологија бил транзистор, оние дрвени радија кои што моментално верувам дека ги имате по дома, да мисли дека тоа е доволно напреден закон за да може да регулира криптовалути кои што се дигитална собственост. Тале, брат. Зошто вака? Нели господин? Нели не убаво, а друго каже вам. Еве го, брат, господин, во прилика 20 јануари му завршува кариерата во SEC, а со тоа верувам и кариерата било каде, после Трамп и републиканците, во прилика овие му се опциите на Гери Гангстер. И вака се тале. Да заклучиме некои работи за крај. Ти исто така кажа дека крипто било користено многу за криминални активности. Вика крипто матично или за криминал. Ајде да видиме Chainalysis шо вика. Chainalysis се посебна компанија која што се занимава со буквално следење на криминал. Значи, нив работа име да фаќаат криминалци кои што прават најразлични хакови, кои што прават се што спаѓа во дигитален криминал, поврзан со криптовалути.
Вика, во 2023 година, со тоа што 2023 моментално имала втор најголем обем на капитал кој што бил користен во криминал. Така, значи 24,2 милиарди долари. Сега ви ги срещате, тоа многу бе. Па не е, брат. Знаеш зошто? Вика, 0,34% од вкупната количина на трансакции биле криминални. Брат, ако го споредам вас со кеш, знаеш ли колку е разликата? Па брат, криминал е само кеш. За разлика од тоа, овде ќе имаш целосна транспарентност, каде што овие ченалиси си останати вакви дигитални, да речем, платформи, се директно поврзани со сите светски агенции за запирање на криминал. Интерпол, FBI и така натаму. Што правиме сега? Нели за криминал се користи? Испани, воа не е точно. 0,34%. По брат, ова знаеш што е? Ова е рекорд на најмал криминал во било која капитална сфера. Проверете си, кажете ми дека сум грешка. Со тоа што, брат, викаш дека ќе експлодирал и дека се тоа ќе завршило во солци. Така, значи, тебе, уствари, еве ти е главната работа, дека значи, треба да се пазиме затоа што сапуницава, ако ни влезела во очи, па ќе не печело, па ќе сме плачеле. Оприлика, тоа ти е сумирањево на цела оваа, како да ти кажам, дебакал од статија. Значи, еве оприлика како изгледа моментално биткоин наспроти турската лира. Како што можеш да видиш, брат, во ти е негде во облаците биткоин моментално, а еве која е вредноста на турската лира. Еве како изгледа аргентинскиот песос. Исто така оприлика, пошто нели сега биткоин е бабл и можел да пукне. А што правиме со финансиски системи на земји како Турција и Аргентина? Не се секирај, не се само они, сите се. Ти го, брат, и овие што ти се омилениве, нели, напредни финансиски земји како Јапонија моментално, како изгледа биткоин наспроти јапонскиот јен. Па ова е моментално иднината на сите валути во светот. Тие што ги измисливте вие и вашата генерација и вашите претходници. Ние, вакви небричени, небањати, неписмени, смисливме нешто што е подобро од тоа што вие сте го смислиле, така да, знаеш како, брат, мислам дека е време вие бумериве полека да почнете да си ги пакувате вашите партали и да си одите во пензија и да не вадите вакви статии, затоа што срамота е идните генерации да учат од луѓе кои што се комплетни лаици за следниот финансиски систем во светот кој што очигледно доаѓа и наместо да ги припремиме следните генерации да знаат се во однос на крипто, во однос на блокчейн, како што тоа го прават во Швајцарија, како што тоа го прават во Канада, како што тоа го прават во Австралија, вие неписмени земји, каде што во Швајцарија моментално се учи блокчейн во средно, ние моментално вакви експерти по телевизии, третопарачки и статии пишуваат глупости за тоа како блокчейн е табу тема, како тоа е перење пари. Па тале бе, брат, па срамота е. Уште ли ќе работиме за овие? Уште ли ќе работиме за банкстерија, кажем, што правиме од тој момент? И Натале овој му е сигурно дома на постер, јас сум сигурен, пошто нели овој е рекордер, најдобриот инвеститор на сите времиња, така. Значи имаше една многу интересна слика која што за жал не можев да најдам. Каде што Бафетосаурус и Мунгеросаурус, тоа се двата најдобри инвеститори на нивното време, зборуваме во бумер времето, моментално стојат како диносауруси, а паѓа една комета со биткоин на неа. Како не успеав да го најдам, верували или не, половина час изгубив да го најдам тоа сликиче, затоа што ми одговараше на овој крај, но затоа што Бафетосаурус моментално вика дека биткоин бил Red Square Poison, значи Red Poison Square, као демек отров за глувци на квадрат. Верувам дека ова се некои напредни економски шеги кои што ние неписмените не ги разбираме. Да не забораваме дека моментално биткоин е повисок во котација во однос на маркет капитализација од неговата компанија на Бафетосаурус и Мунгеросаурус, со тоа што вака, брат, значи да заклучиме на крајов. Еве како прилика изгледаат луѓето кои што нешто прочитале, нешто не прочитале, нешто слушнале. Значи на врвот ги имаш Мунгеросаурус и Бафетосаурус. Значи тоа се генерација која што треба да заврши, значи достави го пропастивте економскиот систем, катастрофа. И сега барате оддолу да ви се даде поголема доорба со дигитална валута на Централната банка. Брат. Значи Мунгеросаурус, Бафетосаурус, тале и останата фела, очигледно парталите, пензија, гледајте внуци, пишувајте книги, па ќе видиме, може ќе ги прочита некој. Да не забораваме овде како имаме и господин Голд, кој што вели дека златото и ништо друго, и исто и он чека биткоинот ќе пукнел, па меур, па сапуница, па солзи, па ќе сме плачеле Касандра и така натаму, никако се случи. Да не забораваме дека исто така има скептици во
Холивуд и останатите битни места кои што ние добиваме знаење, со тоа што имате биткоин инфлуенсери, имате луѓе кои што на вистина седнаа и учеле се што треба да се знае за биткоин. Идејата која е? Тале брат, не е срам, кажувам уште еднаш, мене нема да ми биде проблем, гледа го мојот канал, еве, жими се, ова е последно дриблање, нема веќе да те спомнам, затоа што пак ќе напоменам, на крајот од денот треба да се фокусираме на едукација. Значи, мојот канал не е направен сега да правиме бифови и да правиме реп бетл, значи нема поента, на крајот од денот мојот канал и понатаму треба да биде за едукација. Така да, тале, не го губи времето, ако имаш да кажеш нешто паметно, кажи, ако не, ќе те замам следен пат статии на пишувај за традиционални, пишувај за Бафета, пишувај за Microsoft, за Tesla, ете за тие, верувам дека знаеш, можеш да пишуваш, нема да ти замерам, ама брат за крипто, значи не се мешајте. Ако немаш што да кажеш или ако не си прочитал, мислам дека треба тука да завршиме, така да уште еднаш ќе напоменам да исклучам пегла, да не запалам куќата, пошто пеглањето заврши. И уште еднаш ќе напоменам, благодарам на сите кои што гледавте ова видео денес. Нема да објаснуваме ништо, нема да даваме никакви реклами, нема да даваме никакви случаи. Идејата на ова видео е само да направиме едно здраво пеглање за македонскиот народ да може да види што и од кого учи и кои се тие луѓе што моментално му кажуваат што е крипто, што е блокчейн. Така да јас со мојата магистарска од Јустинијан први, ајде треба да им вратам и тутурка, али добро, тоа е друг момент. Вака неписмен, непањат, малку шетан низ светот, очигледно не знам многу, со моето скромно знаење се обидов да помогнам на сите оние кои што имаат некакви сомнежи околу статијата на господинот доктор, да пробаме да ги разјасниме. Така да ви благодарам на сите, се надам дека уживавте во ова пеглање, да се надеваме дека нема да има потреба да пегламе никого, но во ситуација каде што вакви моменти се случуваат, би ве замолил материјалите за сите оние стручњаци во Македонија кои што имаат да кажат нешто за крипто, а не знаат што зборуваат, да ми ги доставите на CryptoGamidžија, а јас понатаму ќе правам што треба. Така да ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав до сите македонци од CryptoGamidžија.